Добре дојдовте во уште едно издание на подкастот Пола. Јас сум Мишко Јонов, до мене е Госпогицата Оле Поцкова. Оле Поцкова. Нажалост госпогица не. И денеска имаме претензии за да станам господи, така ли Миши? Па така треба, да. 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 Сега тоа не на жалост не мора толку дефетистички да се Не, да само се стартува реалистички. Така. Сакам да кажам дека во овој подкаст Пола ги продолжуваме оние разговори, интервјуа, јас и Оле заедно со некои од кандидатите за градоначалници на овие локални избори. Влегуваме во самото финале. Овој пат имаме кандидат за градоначалник кој што претходно беше, ако не се лажам, 4 мандати ќе ме исправи, па направи 4 години пауза, па сега повторно се кандидира како независен, но поддржан од СДСМ. Станува збор за една општина која што е инклинира до Скопје, таа е практично до Скопје, меѓутоа кога ќе погледнете во тие изборни единици на парламентарни избори, на пример општина Илинден е во трета изборна единица. Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на Илинден, ќе барате мандат по пети пат, така? Добре дојдовте. Добро дојдовте и од мене. Добре најдов, добар ден, добре најдов. И на овие локални избори точно е дека ќе барам пети мандат со бројот петка, значи 5 да се заокружи од граѓаните, убеден сум за чиста петка. Така да изминатиот период од 4 мандати, општината беше лидер во повеќе области на работењето и на живеењето. Сега е целта да продолжи по тој вистински пат. 16... Ајде. ајде, додека. Како оценувате моменталната состојба во општина Илинден? За жал, ова е најлошата општинска власт која што досега има работено во општина Илинден. Состојбата е многу полоша отколку што ја оставив пред 4 години. Да не зборуваме за работи кои што еве се топ тема во државата, тоа е токму во елементарната работа, односно во хигиената. Општината е преплавена со ѓубришта, буништа и диви депонии, што едноставно ние веќе живееме на буниште. Овој проблем со управување на сметот ние го решивме уште пред 20 години, од 2005 година кога беше мојот прв мандат. За жал, сега се соочуваме со проблеми кои што не треба да бидат на дневен ред, туку ние до сега требаше да станеме град, општина, која што била на пиедесталот во сите области, сега веќе се гушиме во смет. Значи, зборуваме за теми кои што сме ги абсолвирале пред 20 години. Се враќате назад. Сега се враќаме назад, затоа што управувањето со отпад и двете јавни комунални предпријатија, посебно комуналното предпријатие кое што врши собирање, транспортирање и депонирање на сметот во Дрисла, тоа треба да биде крвотокот на општината. Тоа се е ваше предпријатие, мислам на општината, така општинско комунално предпријатие. Така, тоа е општинско комунално предпријатие. Вие немате врска со Скопје, иако сте до Скопје, немате никаква врска со Скопје. Вие само го депонирате отпадот во Дрисла, Во така? Дрисла, да, затоа што Дрисла е регионална санитарна депонија и единствена депонија која што сите општини, сите локални самоуправи од регионот, од Скопскиот регион, се обврзани да го депонираат отпадот токму во санитарната депонија Дрисла. Излегувате на Мегдан повторно со Александар Ѓоргиевски, актуелниот градоначалник, кој што е повторно кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН. Вака на дебатите гледам дека е поприлично жесток. Жико Стојановски оној истиот кој што вие постојано таа мирноќе, не знам колку ви се исплаќа, меѓутоа затоа што, знаете, обично ке наслугива нели се научени на Трубарево е кај вас или во ваша општина или не? Трубарево е во општина Газибаба. Во Газибаба, да. Меѓутоа е граничиме, токму е на границата со Илинден и од центарот на населбата Илинден до Трубарево воздушна линија е некаде 1,5 км.
Да, тоа е после, практично му дојде после хиподром, така дојде Така, Трубара, да, после хиподром, да, после под хиподром, Гази Бабаев. Така, десно е на некој начин останува Трубарево, лево доаѓа Илинден. Добро, еве помина 4 години, направивте условно кажано пауза. Што е она што сега овие се клише прашање, што ве мотивираше да излезете повторно да се кандидирате? Ако ги прашате ВМРО ДПМН, тие знаете што ќе ви кажат, ви ќе гледав и едно интервју, пуста желба за власт. Мишко, јас сум докажан токму во оваа област, во управување на локалната самоуправа, во управување на општината. Позади мене имам голем период посветено токму на функционалноста на локалната самоуправа. Имам голем број на обуки надвор од државата и голем број предавања и едукации токму на оваа област. Дури имам издадено и книга управување со современите фактори на растот на локалната самоуправа. Во најголем дел општината во изминатиот период се разви токму од искуствата што ги пренесов во општината, во делот на подготовките. Во сите поголеми држави, европски држави, развиени држави, тој концепт функционира. Јас само го пресликав во општината Илинден и целта беше да кажеме дека да, и кај нас може да функционира одлично една локална самоуправа, која што претходно беше рурално, класично запоставена општина, да, и дојде за 16 години општина Илинден беше лидер и во економијата, и во образованието, и во културата, беше препознатлива насекаде. Во делот на создавање и функционирање и привлекување на инвестиции во економските зони. За тој период дојдоа најголем број од инвеститорите. Така се создадоа зоните, така се намали вработеноста. Работат сега тие странски инвестиции таму? Работат, сите, да, функционираат сите и локалните. Посебно ми е драго што локалните економски зони се во одлична кондиција, ги згрижија вработените и не само од општина Илинден, туку и соседните општини и градови. Имаш и развој, и тоа беше на некој начин прв експеримент кој што профункционира во делот на инвестиции. Најголем дел од привлечените инвестиции беа во општина Илинден. И денес во општината од најголем повеќе од 50% од бруто домашниот производ се создава токму во општина Илинден, во компаниите кои што се со седиште во општината. А исто така и данокот на додадена вредност повеќе од 50% се создава токму во општината Илинден. Инаку, Оле, мене, знаеш што ми е интересно, кога се запознавме ние прв пат со господин Стојановски, може да претпоставиш општината колку жители има? 20.000. 20.000, така или не? Сега по последниот попис е близу 18.000, според последниот, а предходниот попис 2002 имаше 16.000, значи 2.000 жители има помеѓу двата пописа. Меѓутоа реално присутни, што живеат и што престојуваат во локалната самоуправа, секако е повеќе од 20.000. Сега сакам да прашам. Повеќе од 20.000. Што мислиш, колку има вработено во општината, кога беше градоначелник Стојановски? Колку луѓе? Па не знам, немам идеја. Ја просто бев вчудена виден. Например, кажи некоја бројка. Па ева 20. Ај градоначелник. Не знам. 4. 4. И како функционираше општината? 4 луѓе имаше вработено во администрација. Значи не е као тука да ја вработиме во неја. Со 4 луѓе тераше 16 години мандат. Мислам, мене ми беше куриозитет тоа дека е сепак можно да функционира. Пази, стана примамливо место се кога ќе се бидејќи нели ние кога влегуваме од Штипот, Радоиш кога влегуваш, гледаш дека згради никнуваат. Згради дека фабрики, има таму условно економски зони, тие се припаѓаат кај вас така. Да. Така, почнавме со мала администрација. А добро, немате притисок партиски, дај вработиме. Понатаму потребите покажаа дека се потребни луѓе и ние стасавме некаде до 24 вработени.
за да сепак 18-20 илјади луѓе да покриеме со толку акти. Секој дневно имаше многу акти кои што моравме да ги со сработиме. рационализација се исполнуваат. Со рационализација можеш да ги исполниш. Не се тепа тамо да се вработат во... Меѓутоа, од буџетот, средствата за плати беше на најниско ниво во цела Колку држава. беше? Колку посто? Од прилика мислам дека беше нешто смешно и тоа... околу 2% дека беше. Од целиот буџет 2% за плати. А на ниво на државата е колку? Преку 60? Повеќе од 50%. Слушнав кој спремав за емисијата, ве обвинува вашиот против кандидат дека сте имале штрајк пред како се вика, пред општинската зграда затоа што не сте давале плата на вработените. Дали е тоа вистина? На кој се не можам да пофатам. Јас не знам за кој период зборува и дека имало штрајк од предпријатието, јас не можам да се сетам. Затоа барам да се отвори општинскиот веб-сайт, кој што претходно беше во функција, сите информации ги имавме на него, а сега е затворен, значи само последните 4 години на некој начин општината постои според тој општински сајт. Немаме информации од претходно, бидејќи претходно општината беше транспарентно и сите овие податоци ги кажувавме со цифри, со бројки, со пити, а сега веќе една бројка не можеме да видиме. Вака може да си зборува кој што сака, реалноста е таа дека општината си функционираше, комуналните предпријатија функционираа затоа што комуналното предпријатие почна од нула, ние немавме ни опрема, немавме ништо кога почнавме. Вие го формиравте? Да. Јас бев првиот директор на комуналното предпријатие, 7 години бев директор и потоа од директор бев избран за градоначалник 2005 година. Вие сте првиот градоначалник на Илинден со новата територијална поделба или не? Не вториот. Вториот, да. Претходно беше Чедомир Ристовски градоначалник 2 мандата и потоа јас од позиција на директор на комуналното дојдов како градоначалник. Значи ако предпријатието не функционирало или не било добро, тогаш како би ме избрале па за градоначалник? Предпријатието и во тој период беше едно од најдобрите во Македонија со најдобра опрема. И во периодот на мојот мандат, значи предпријатијата беа во одлична форма. За жал, сега се паднати и не се функционални. Ние претходно, кога сакавме да го свериме часовникот, кога ќе поминеше ѓубретарката, знаевме толку точно колку е часот. Да речеме, кај мене во малото, во 7:00 беше ѓубретарката, камионот за собирање на смет присатен. Можевме точно да видиме. За жал сега, веќе не се знае кога поминува, кога се собира, стои сметот по улиците, или ќе поминат со некое тамче, со некое отворено камионче кое што е киперче. Значи се вративме буквално повеќе од 20 години назад. И тоа ми е еден од предизвиците што мораме да го направиме, граѓаните го знаат тоа и морав да го прифатам предизвикот за да го решиме елементарниот проблем како што функционирало претходно. И сега во делот од програмата ми е предвидено дека граѓаните на општина Илинден во наредниот период нема да плаќаат комуналии, нема да плаќаат давачка за собирање и транспортирање на сметот, нема да плаќаат за јавна чистота, уредување и зеленило, се додека не ја вратиме општината во оној период кога беше чиста. Се додека не ја исчистиме општината, граѓаните ќе бидат ослободени од плаќање давачки. Зошто инаку би им наплаќале ако општината ни е во хаос? Едно прашање, ќе ве вратам пак на локалните теми. Што толку му сгрешивте вие на Мицкоски? Затоа што и ова говорам за претходните избори. Важевте за човек близок до Груевски, не знам зашто, бидејќи вие имавте и рейтинг, тогаш ако не се лажам, па сепак тие се решија за актуелниот кандидат, иако тоа беше еден таков надпартијски судир. Што му сгрешивте?
партиите декларативно се борат за најдобрите луѓе, најдобрите кандидати што би ги кандидирале, за посебно зборувам за градоначалници, за локална самоуправа. Јас сум во тој дел проверен, докажан и проектите стојат. Сето она што е изградено од детски објекти за детска градинки, за училишта, домови на култура, воведување на средно образование, сето тоа функционира. Секако дека партиите се тие што си одлучуваат кого ќе кандидираат и како ќе кандидираат. Меѓутоа, еве се покажа дека партиски класично партијата тешко може да излезе со локалната самоуправа во делот на управувањето. Значи треба сериозен човек. Еве сега имаме класично партиски човек во изминативе 4 години, се виде дека се назадува. Тој е класичен пример каде што за локалните избори треба да биде сепак кандидиран и избран човек кој што ќе влее доверба, кој што знае да работи, кој што ќе мисли на наредните 30-50 години со проекти одржливи. И еве разликата сега јас поинаку не можам да ви одговорам, освен разликата што сега се направи во овие 4 години. Добро. Сега одите како независен кандидат, рековме подржан од СДСМ, така? Вие сте сега, веројатно тоа заради административни пречки сега, да не навлегуваме во тоа во идеологија. Како реагират граѓаните? Жика Стојановски шета слободно низ Илинден? Да, така и ме препознаваат, како Жика Стојановски, така и ме знаат луѓето мене. Партиите, еве сега повторно предлагаат кандидати. Јас не можам да одбијам предизвик да продолжам со работа, затоа што сакам, тука сум, подготвен сум и еве сега сум присутен да граѓаните го дадат својот глас, својата доверба, за да можеме да работиме на сериозни проекти. Моите проекти за идниот мандат се многу сериозни и се во делот на предучилишна возраст, значи изградба на нова градинка, во делот на образованието, изградба на целосно нова училишна зграда и воведување на модерен тип на образование со сите услови. Понатаму во делот на спортот, изградба на базен покриен кој што ќе возможи дополнително во делот на пливањето, спорт кој што значи здравје и развој на младите. Покриен мислите затворен? Покриен, да. Го имам јас веќе тој проект. Затворен базен? Затворен, да. Затворен за да може да се користи и во зимскиот период. Понатаму 2 спортски сали кои што ќе бидат сместени во дворовите на 2 училишта, едното во Миладиновци, едното во Илинден. Во делот на безбедност на сообраќајот, за обиколница која што ќе го опфати јужниот дел на општината Илинден, влегува од автопатот А2, излезот од Скопје, јужниот дел на Илинден, економските зони во Илинден, Марино, Кадино и повторно се вклучува на автопатот А2 и А4. Тоа е за обиколница по која што ќе се движат само тешките товарни возила, за да може да се растовари сообраќајот во централниот дел на општината. И со тоа индустријските зони ќе бидат целосно покриени за сообраќај, за одвивање на брз сообраќај, а безбедноста во централниот дел ќе биде веќе присутна и со тоа ќе се заштитат и улиците и патиштата. Секако дека во делот на гасификацијата, која што еден проект отпочнат, за жал застанат. Ние веќе имаме гасифицирано економската зона во Марино Кадино, таму веќе е присутен гасот. И во тој дел ќе се работи на грејење, односно топлана, гасна топлана која што ќе
ќе воведеме и грејење, централно грејење за граѓаните. Значи, со тоа дополнително ги користиме ресурсите кои што веќе ни се тука на дланка и ја заштитуваме и животната средина, односно загадувањето на воздухот, кое што сега е реално проблем. Тоа се сериозни проекти, меѓутоа, ако земеме претходното мое искуство и работење, ќе се види дека тоа е реално изводливо, бидејќи јас и во овој период 4 години не седев мирен, имам подготвено проекти кои што веќе може и да ги аплицираме во Европската Унија, во фондовите кои што се грантови, за да може да ги реализираме, бидејќи ова се издржани проекти и се директно во функција на граѓаните. Затоа спомнавме дека кандидатурата и поддршката во овој дел е точно од СДСМ и коалиционите партнери, затоа што јас стојам позади тоа дека јас сум повторно Жика Стојановски, знам што треба да се направи, можеме тоа да го направиме и можеме уште понапред да одиме во овој дел. А дали во програмата планирате изградба на филмски град? Тоа беше една тема која што циркулираше, ако не се лажам, дали вие или претходно за парламентарните избори, па нешто се споменуваше и за Рели или тамо нешто така, нешто имавте некои... За филмски град не сме имале такви, имавме за Формула 3 патека. За Формула 3. Да, беше во една многу напредна фаза. Филмски град е ке ви избегува моја грешка. Формула 3 знам дека имаше. Тоа беше во делот на Бунарџик. Секако дека таа идеја уште стои, меѓутоа сепак тоа зависи многу и од централната власт, бидејќи таму сепак се носат одлуките. Меѓутоа како простор, како површина, општина Илинден е одлична и како локација за делоти во овие спортови. Добро. Јас не да кажам дека јас мојот телефонски број 25 години не е променет. Тоа е истиот и не го менувам. И сега пак треба да почнете од почеток, ако прво имате тројца кандидати, така? Да, тројца. 17 години сте биле градоначалник. Не знам какви се анкетиви, искрено не сум ги погледнал. Би имало втор круг според ваши проценки или можно и во прв круг да... Показателите и состојбата, она што ја имам јас на увид и дел од некои теренски анкети, кажуваат дека најголеми се изгледите за во прв круг, меѓутоа не постои можност и втор круг да има во општината Илинден. Добро, и ако добиете повторно станете градоначалник, како беше ова, имавме 3 приоритети, така, кои се... фала ти многу. Па не, колешко. Па како, што? Кои се трите најголеми предизвици со кои во моментот се соочува Илинден? На граница сте со Турбарево, рековте, кога почнувавте во најавата, споменавте дека се борите со сметот, загадувањето исто така. Големо вие и магли имате таму многу, така? Да. Значи таму аеродром не може дека вие сте да... направиле нови депони, не дека сте ги решиле, него сте направиле нови депони. Ако погледнеме пред 4 години, почетокот на мандатот на сегашниот градоначалник, имаше објави дека секој ден собираат смет, дека ги исчисти и на крај заклучокот беше: ги исчистивме сите депонии и сега општината Илинден е чиста. Ево тука ќе тргнеме. Значи, ако 2001 година општината била чиста, тогаш зошто сега 2005 година да е прљава? Кој создаде меѓувреме? Јас? Граѓаните? Кој? Значи, предпријатијата и општината како институција е надлежна да води грижа за сметот. Имало период од 4 години, тоа не е мал период, каде што ова можело и да се подобри. Колку и да било лошо, можело да се подобри. Меѓутоа, реалната состојба сите добро ја знаат и само се молчи тоа. Бидејќи не се депонираше сметот на депонијата Дрисла,
за да не се плаќа или од низ за други причини, да не навлегувам, целиот отпад се депонира каде ќе се стигне во општината Илинден. Кај стигнат фрлат? Каде ќе стасат фрлат, а на депонијата, таа централна помеѓу на кај Миладиновци и таму веќе е видливо. Таму може да се отвори и на Google Earth и ќе се види движењето како било. Добро. Значи, Што е, господин Стојански, што е најголемиот предизвик во моментот со кој се соочува Илинден? Тоа беше, мислам, една убава општина, како велите вие, тоа беа рурални места, беа селца, села, А вие го кои направивте? не, урбанизирани се, има Да. патишта. Иако јас за воля на вистината случајно поминував пред 3-4 дена, додуша и беше тмурно времето, не можев да забележам, меѓутоа имаше асфалтирано, тие се улиците кои што се асфалтирани, успеавте да направите еден така Градска повеќе средина. баш градска средина и многу млади брачни парови се одлучуваат за живење тамо, но што е најголемиот предизвик во моментот? Загаден воздух, странски инвестиции, како ќе соработувате со советници, ако ви се ваши противници, како ќе го менаџирате сето тоа, како ќе успевате да го балансирате советот, што е исто исклучително значаен за било кој проект. Во тоа и се состои, значи во менаџирањето се состои развојот, успехот на една Да, локална ама знаете, вие кај самоуправа. нас имаме луѓе кои што заинаат не гласаат, така? Па и на своја штета. За се постои модел. Јас во овие 4 мандати не секогаш сум имал мнозинство во Советот, ако почнеме 2005 година и навака. Немало секогаш мнозинство. Меѓутоа секогаш кога ќе дојде на дневен ред тема која што треба да се разреши, ако има несогласување, јас не дозволував да се надгласуваат советниците. Туку ја повлекував точката од дневен ред, да разгледаме дополнително, да видиме што треба да се искоригира, што е приоритетно и тоа понатаму оди на дневен ред. На следната седница доаѓа на дневен ред она што ни е приоритетно и она што претходно со јавни анкети и граѓаните го издефинирале. Значи, организиравме средби со граѓани, организиравме отворени денови на општината, буџетирање јавно, каде што сите ги дефинираа проблемите. И тогаш јас не одлучувам, ниту сега сакам да одлучувам. Јас сакам да ги дефинираме приоритетите и да работиме така како што граѓаните, а советниците се обврзани да го следат тоа, затоа што и самите учествуваат. Затоа не гледам причина дека ако е реално договорен одреден приоритет, да речеме изградба на детска градинка, не гледам причина зашто таа би се закочила. И понатаму во законот е јасно дефинирано дека при носење на буџетот градоначалникот го предлага буџетот. Советниците имаат обврска да го изгласаат. Доколку не се изгласа буџетот до крајот на март месец, тогаш се распушта советот. Не се распушта градоначалникот. Советот се распушта. И затоа советниците кога го дефинираат буџетот треба да бидат присутни, да знаеме што сакаме, граѓаните го исто така да се вклучат мислењата, видувањата на граѓаните и буџетот се изгласува. Колкав е буџетот на Илинден? Извини, Оле, што? Колкав е буџетот на Илинден? Буџетот на Илинден континуирано расте. Јас сега последнава реализација не можам да ја видам затоа што општината е нетранспарентна, затоа не сакам да зборувам на памет. Предлагам да се пушти буџетот јавно, да се отвори страницата предходно, Добро, за да во можеме ваше да време колку направиме. Колкав буџет имавте вие кога бевте вие градоначалник пред да заменете? Ние стасавме некаде до 3 милиони евра. Тоа е многу малку, средно жалосно. Тоа е реално за нашата општина мал буџет. Мал буџет. Меѓутоа, проектите најголем дел се реализираа преку фондови од Европската Унија и други меѓународни финансиски организации, каде што континуирано конкуриравме со добро подготвени проекти, добивавме и награди од Европската комисија за најуспешни проекти. И со тоа се реализирани најголем дел од училишната зграда, домот на култура, детската градинка, инфраструктурата. Што најмногу ви смета кај актуелниот градоначалник?
Па нетранспарентноста. Значи, нетранспарентна општина. Освен тоа? Понатаму немање концепт, немање јасна визија за општината. Значи, на каде оди општината? Има ли, не знам, точно јасен правец, насока, кои се тие дефинирани приоритети, кои се тие проекти? Јас не видов. Јас поставив прашање, еден само проект да ми наброи, еден да ми дефинира, еден проект кој што го имаат почнато во овие 4 години и завршено. Па не, валја да немат ни еден. Бидејќи не успеа да одговорат, тоа значи дека нема. Аха, дека го гледав Мицкоски во неколку наврати, доаѓаше во општина Илинден, тие обично датко генерално сите премиери, сега Мицкоски дека е премиер, обично датко има да се пофалат, знам дека одеше таму. Така, 3 пати беа да го отворат основното училиште, кое што јас го изгради во мојот последен мандат. 99% беше изградено со обезбедени средства и се. А зашто ни 1% е за сечење лента. А зашто 3 пати го отвараа? Тоа е како еден од проектите кои што Тоа не ди јасно, Не можам да сватам. Браво. Еве ќе говориме за друг проект, здравствен дом. Дом кој што требаше до сега да функционира, да има 24 часовно дежурство, да саботи, недели, празници, да има дежурни доктори, да биде воведено специјалисти кои што им требаат на граѓаните. Сега се изгради зградата, меѓутоа нефункционална, тоа не функционира. Значи, нас згради како објект не ни требаат, нас ни треба да функционираме, да појдеме. Нема ништо? Нема ништо, еве. Просторот за стоматологија, нели треба да има водичка на средина масата да се закачи. Тоа нема, најно 4 зида и толку. Значи треба услови, треба да малку да се мисли напред. Затоа кажувам јас, треба да мислиме 30 години, 50 години напред, да биде то функционално. И требаше да има тука сместено сега возило за брза помош, итна помош, затоа што ние еве 20.000 луѓе, кога ќе дојде возилото од овие гужви од град, од Скопје да дојде до Илинден. Понатаму пожарната, гледате што се случува, за малку за да ако задоцни возилото за пожарна, веќе може да настанат големи штети. Тоа доаѓа од Скопје пожарна? Да, од автокоманда. А вие своја немате, така? Нема. Затоа беше овој здравствен дом да ги опфати, да ги создадеме сите услови кои што се неопходно потреби. Чекај, сега не функционира здравствениот дом? Не функционира. Матичните лекари се сместени, не знам, по други објекти и ова зграда што постоеше, функционираше, струшена, еве за 2 години е изградено нешто, меѓутоа за жал не е функционално. Еве сега да појдеме дечињата. Претходно дечињата бар од училиштата тука доаѓаа на вакцинација, сега одеа повторно во автокоманда. Значи ние општина Илинден, знаете, беше дел од општина Газибаба. Сега некако се вративме, пак сме си дел од општина Газибаба. Значи ние го изгубивме идентитетот во овие со само 4 години. И вториот човек после градоначалникот, секретарот на општината. Замислете, нели сме локална самоуправа? Тој човек, секретар на општина Илинден, на една од престижните општини, најразвиените општини, е од градот Скопје. Зар ние немаме од 20.000 луѓе да избереме една личност која што ќе биде секретар на општината? И зошто е тоа така? Сега се прашуваме. Значи, зошто? Еве, тука е сега партиите, значи послушноста, непослушноста, ќе работите како што ќе ви кажам, и така натаму, и така натаму. Значи, вие не добивте претходно мандат затоа што не слушавте или? Јас, фала Богу, сум добар со слухот. Меѓутоа, јас сум таков карактер што сакам да гледам напред и сакам да го реализирам тоа, затоа што
Јас сметам дека треба да се придонесува за локалната заедница, не да се изнесува. Иако сме успеале ние толку приходи да донесеме по основ на инвестиции, по основ на градби, да расте буџетот, да се полни, бидејќи на почетокот имаше само две фирми, имаше живинарска фарма Белинбегово и земјоделско-индустријскиот комбинат Белинбегово. Добро, сега имате таму Сега Кои се веќе- првите три работи, ако станете градоначелник, кои се првите три работи кои што ќе ги направите? Кои ќе ги направите? Точка. Така, точка. Еве првата недела. Веќе во првата недела ќе ги ослободиме граѓаните од плаќање на смет и јавна чистота. Се додека не ја исчистиме општината. Добра организација, како што функционираше претходно предпријатијата, да се уреди овој проблем да не постои како проблем воопшто на дневен ред. Значи, хигиената повторно да се врати како што беше. Понатаму, во образованието, исто, ние велиме бесплатно образование. Не е точно. Веќе првата недела ќе добиваат децата бесплатни ужинки, целодневната настава за сите ученици ќе биде бесплатна, со тоа што ќе ги ослободиме родителите бар од тој буџет. И Имате реално пари за тоа? имаме пари. Имаме пари. Знаете, пошто малку јас сум алергичен на тоа бесплатно, а во знаете вие во економијата нема бесплатен ручек, затоа прашувам дали имате пари. Ние зборуваме за бесплатно образование. И граѓаните не смеат да се оптоварат со дополнителни плаќања. А како тоа ќе си го изорганизираме ние, тоа е во општинската управа. Значи, општината мора да најде начин, бидејќи ние секаде ќе слушнеме дека образованието ни е бесплатно, што не е вистина. Родителот не смее дополнително да плаќа. Тоа беше и минатите мандати. Јас кога бев, од се што се собираа пари од ученици, така. И сега повторно ќе вратиме, значи, родителите нема да бидат дополнително оптоварени со давачки за учениците за образованието. Иначе надвор од Муаветов. Добро, Знаеш кажи. какви кафеани има? Как? Уилингтон. Да, знам ја да не ја кажеме Не ја сега. кажеш се, нема да кажувам, нема да Може да рекламирам, спозве, али да, има да. неколку кафеани има. Кој Многу конкретно? добро. Многу добри, многу во Мевци. Тоа се познава во мене кod тебе, така? Љубители хедонисти. Да, значи добра продолжуваме храна, со овие меѓу првите проекти, тоа ми е во основата образованието и предучилишната возраст. Затоа ќе изградим уште едно училиште во комплексот до средното образование, за да може централниот дел да биде комплекс на образование и да може од најмалите веќе да бидат присутни, да им биде близу, затоа што сега веќе се возат со автобуси најмалите од едниот крај на другиот крај. Сега тој дел сакам да го уредиме со нов објект за образование. А што ќе направите за младите да останат во Илинден, да не одат да работат во Скопје, на крај крајови да не се селат од државата? Младите, почнувајќи од образовниот процес, понатаму и како академски граѓани целосно ќе бидат поддржувани и во отворање на собствени бизниси, стартап компании или IT инженери, за да може да функционираат, за да може да имаат додадена вредност. Сето тоа ќе биде поддржано со отворање на нов простор, бесплатни канцелари, бесплатни простори, целосно опремени, за да може да работат младите. Во делот на спортот затоа создаваме нови услови за спортување, за рекреација. Тоа ќе биде изградба на парк, кој што ќе биде на 18.000 метри квадратни, со сите целосни содржини. Сега од тој парк функционира една патека и велосипедска патека со зеленило, и граѓаните се наоѓа помеѓу Марино и Кадино. Граѓаните највеќе ја користат неа за движење, за пешачење, за средби, за размена на мислење. Сега тој дел само ќе го оплемениме, ќе го прошириме и ќе создадеме услови за поздрав живот и создавање на здрави навики за живење со повеќе содржини, воведување.
скейт партот сега е почнат, ќе се доврши со повеќе елементи од скейт партот, ќе има повеќе содржини за сите возрасти, катчиња, за децата сериозни, добро поставени игралишта, опремени детски игралишта и понатаму ќе има за милениците, за домашните миленици парк. Има ли интерес сега, бидејќи едно време имаше оно баш како се вели тоа наплив да се градат нови стамбени единици, згради, тие ги гледаме кога доаѓаме. Има ли интерес, бидејќи јас знам па неколкумина кои што бегаат па идат од гужбата во Скопје, па идат тама па си патуваат во Скопје на работа заради неверојатно туку поевтин е квадратот сигурно во Илинден отколку во Скопје. Така е, имаме сега, меѓутоа се предвидува дополнителни површини токму за домување, површини за рекреација, зелени површини. Колку е квадрат во Илинден? Колку движи? Од прилика? Сега веќе од близу 1000 евра дојде стамбениот простор, меѓутоа за куќите сметам дека се уште поскапи. 1000 евра квадрат е стан да купиш? Да. Сега новите згради што ги работат веќе близу. Грешката многу малкото 1000 евра. Малку. Да. Мене ми е по... Па не, види тука е 3000 евра. Така? Не, ама тука беше се зезам нормално, ама тука дека е 3000 и 1000 евра ти доаѓа. Ама тоа е 10 километри до Скопје. Да. 1000 евра квадрат. Абе, Мише, у Радовиш, например, се извину, у Радовиш со години се продаваат станови празни, не може да се купи. У Штипи 1600-700 веќе одат квадрат. Кај нас, ама добро, вие станавте универзитетски град, кај ќе Да, се мери? не, ама искрено има многу Не, сериозно турски ти кажам. државјани кои што Да. доаѓаат, затоа Така е. прашав колку е. Јас знам дека имаше Да. стварно И наплив тоа на ја млади кои што подига доаѓаат да цената. се селат. Така е, има и цените се 1000 и повеќе, меѓутоа сепак уште може да се најде за таа цена, што е предуслов близината на градот, а прифатливоста на стамбените објекти. Затоа со создавање на нови површини за изградба, посебно за куќи за домување, бидејќи тие се некако по прифатливи кај нас, и исто така би било многу општината ќе создаде дополнителни услови за да останат младите, за да се изградат куќа, да останат тука и со овој дел да имат одлични услови за живење. Сепак, квалитетот на живење и пристапноста до локалната самоуправа си го прават своето. Доколку има ароганција како сега, непристапност, непосветување на граѓанинот за да може да добие чиста информација, да заврши активности и работи што се однесуваат на локалната самоуправа, тогаш секако дека тоа е прв предуслов за заминување на младите и цели семејства. А што значи тоа ве обвини вашиот против кандидат за некое ветување кое што сте го дали за изградба на населба Јака? Населбата Јака е одличен проект и тој е замислен за да се изгради за одреден период. Населба Таа не постои, така? Постои, во функција е сега и таа е исполнета целосно. Целосно исполнета и функционира. Значи, таму се... Јака, кај беше Јака? Јака е на кога одиме од Скопје према Куманово, од автопатот од десната страна. Тие зградиви што се... Тирзот. Спроти зоната Тирз, тоа се куќички, таму има... А типски куќички? Типски куќички, сега се многу убави куќички направено и луѓево со време си ги изградија. Инфраструктурата паралелно како се истекува времето, така се гради. Предходно беа подготвено целосно. А тоа е направено во вашиот мандат? Да. Населбата беше испланирана и најголем дел земјиштата беа отуѓени и почнато со градба. Проектите за инфраструктура беа подготвени, основата на инфраструктурата тогаш беше подготвена. Сега во овој период остана да се доврши и секако дека инфраструктура и населба не се гради за краток период. А зашо ве обвинуваат тогаш? Секако дека тоа е нивни стил, јас не можам да
Да. Може да се да. поиде таму во секој време да се види Дайте како им- функционира една населба која што е замислена, основана, значи таа има сериозни темели, функционалност, планска населба и е еден вид во Македонија прва од таков вид населба каде што граѓаните можеат тогаш да купат по 1 евро. Сега зборувавме за илјадници илјадници. евра, сега зборуваме дека тогаш си купија метар квадратен За 1 простор евро. за по 1 евро. Значи, еве, 500 квадрати површина за 500 евра. Сега ќе појдеме да видиме колку им вредат имотите. Добро. И се треба да привршуваме. Многу компании има во Илинден. Се тамо се врзани Кадино, не знам така, како би се врзани тие ПКБ-ско е тамо од оваа страна, не знам што имате. Тоа се у склоп на општината. Се е во склоп на општината. Значи, почнувајќи од населбата Илинден, понатаму Марино, Кадино, Мралино доаѓа во тој Тоа се ваше, дел, така? Да. Аха. Лево од зоната. Таму има многу компании имате тамо. Исто во тој така, дел. да, има. Исто така има Еватовци Бунарџик, во делот на Бунарџик. Секако дека во Бујковци е така Окта и Добро. уште неколку компании, Ти са во Миладиновци, Миладиновци. да, Миладиновци, Вие Бујковци, практично тој дел немате- го покриваат. Аха. Да, и горе остануваат населените места Мршевци, Бучинци. И теки и Делјадровци кои што исто така гравитираат према рафинеријата. Делјадровци оди ли возот? Делјадровци Нели возот го оди, пуштија возот Делјадровци, како, од кај беше? Од Куманово ли? Од Куманово. Така беше? од Не. Не, бе, не. Бе, воз Скопје. пуштија. Не знам. Да, Скопје Куманово поминува низ Делјадровци. Има ли? Поминува ли? Па Се возат ли луѓе? Немам видено да бидам искрен. Знам само дека возот од Делјадровци застана кога имавме велосипедска трка на 100 километри и тогаш имаше Тур де Франс исто така и таму кажа дека возот велосипедистите застанале за да помине возот, а кажа во Илинден возот застана за да поминат велосипедистите. Тоа беше Морам да видам што беше на сакав некој што да начин спортска бидејќи има надпревар. многу компании, тоа значи колкава ви е стапката на вработеност? Бидејќи вие таму сте со компании, веројатно сите работат по оние Околу фирми. 2-3% Тоа е добро за на конкуренција, невработеност. И Прашај нешто да видам ја Делјадровце што Кој беше. ќе биде вашиот тим кој ќе ако победите за грдоначи? Ја и ти. Се зезам. Зашто зезаш Се ние зезам, не, ја не си тим? менам новинарска професија. секако најдобрите, значи најдобрите А ти си од општина Илинден Збори, збори. ќе бидат вклучени во локалната самоуправа, во работењето, во сите делови на развојот. Јасно е дека и секретарот нема да го увезуваме од надвор, ќе биде од општината, бидејќи сепак треба да биде човек од тука и човек што сака да работи, што ќе бидат посветени луѓе, луѓе кои што и претходно работеле сериозно, луѓе кои што знаат да препознаат квалитет. И како ќе се справите со политичките подолби внатре во општината? Мојата цел е Тие луѓе мора обединување. Мојата да се цел работуваат. е обединување и меѓусебна соработка. Само така можеме да одиме напред. Ако се делиме на леви, на десни, на пониза основи, тогаш не можеме многу да напредуваме. Единствениот напредок е токму во обединувањето. Затоа сум сега и кандидат, затоа што сметам дека можам тоа да го направам, можам да ги обединам луѓето да размислуваат само за подобар живот, за среќен живот, за да можеме да оставиме за следните генерации, а исто така и да се заблагодариме на претходните генерации кои што даваа сериозен придонес за општината да стаса до ова ниво. Горе дали истиот име околу вас или? Има измени. Има Или некој ве измени. напуштија. Има измени, сите Имате што предавници имате во вашиот тим, од тие кои што биде со вас па стана. Има само неработници кои што сакат да се шлепаат, а инаку луѓе во се
тоа. Мора да работи, мора да сака да работи, а секој може да работи ако сака да работи. Добро, ние Тоа обично сме чист научени. пример сме јас и ти. Ние А обично сме како научени дома да седиме плата да вземаме. А како ќе вклучите граѓаните во вашиот тим? Се знае. Со директно учество, со директни разговори, со директно учество при буџетирање, при процесот на носење на буџетот, исто така при дефинирање на проекти, при дефинирање на приоритети. Тоа е покажан рецепт. Значи тој рецепт е проверен и така ќе продолжиме. Значи граѓаните да се чувствуваат дека се дел од заедницата, дека даваат даваат придонес. Затоа еве сега кога одам во кампањата, доста од граѓаните емоциите не може да ги сокријат, чувствата нивни што се вложиле во изминатиот период и Што кога ќе плачат? гледаат сега дека Плачат? па емоциите се видливи, дека сакаат да одиме напред, Тоа од сакаат една да страна останат. колку ви годи, толку и ве погодува, претпоставам. Вистина, така? тоа е Добро. вистина. За крај, бидејќи завршуваме, толку што ќе им барачете ве на илинденци. Сакам да порачам, почитувани сограѓани, вие знаете за кого да гласате. Вие точно знаете да одберете вистинска личност. Вие токму добро ме познавате, толку долго ме познавате, што ние сме дел кој што треба да продолжи и во иднина да работиме на проекти кои што уште повеќе ќе го подобрат животот и условите на живење во општината, проекти кои што ќе останат и за идните генерации. Да не работиме само проектчиња кои што значат некои ќошиња и се за една година, туку сериозни проекти. Сите овие проекти што ги кажав, останувам позади нив, стојам позади тоа, целосно, убеден сум дека тоа можеме да го направиме. Јас сум посветен на локалната заедница, на работењето на општината и знам дека можам тоа, можеме и уште повеќе и тоа го заслужуваме, го заслужувате и вие, за да сепак општината повторно биде лидер, повторно биде препознатлива во сите области. Благодарам што бевте во пола-пола со Оли и Мишко. Благодарам. Ми беше задоволство. Посакувам многу успех во трката за градоначалник на општина Илинден. Беше ова Жика Стојановски и најавуваме нова средба, бидејќи влегуваме во самото финале Оле на изборната кампања, така во петок на полноќ почнува молкот, изборите се во недела, сабота гласаат затвореници и изнемоштени, така што кој знае што ќе видиме овие 2 дена, бидејќи како наближува терминот, почнуваат сите Фотофиниш. валкани работи Така да е. се појавуваат. Така. Тебе како ти изгледа цела кампањата сега? Искрено вака пратиш? Пратам, ама они викат црна кампања, јас не видов некој. Те нервира малку онака? Више да, така, а? више да. Здосудуваат? Више да. Мислам, Ама сега, два дена извините, не да не за- свадите не погрешно, за- онака, знаете, Така, некако... Да. Добро. Дами и господа, благодарам што бевте со нас. Бидете и понатаму на Facebook, на YouTube, ќе бидете дополнително информирани за се она што ќе следува. Пола-пола со Мишко Иванов и Оле Поцкова ќе продолжи. Вам ви благодарам што бевте со нас вечерва. Довидување. Пријатно.